Почитувана колешке, со ова што го повторувате неколку денови, неспособноста, предпоставувам сте сватиле дека ги навредувате цела администрација и сите вработени и во образованието и во здравството, затоа што кажувате колапс на образованието. Што значи тоа, дека наставниците не си ја работат својата работа? Покрај тоа што цела администрација ја навредувате неколку денови, не знам што не изнакажавте веќе за администрацијата, сега почнавте и наставниците да ги навредувате и здравствените работници, затоа што колапс може да се направи ако тие прекинат да работат, ако прекинат со својата работа. Затоа ќе ве замолам да не ги навредувате луѓето што честно си ја заработуваат својата плата и што си одат редовно на работа и кои што дават максимум од себе, но вие никогаш не сте биле на нивна страна, така да не очекувам нешто такво од вас. Ако зборуваме за администрацијата, па тоа бројките, фактите го кажуваат, нема бегање. Значи, Државен завод за статистика, 2006 година 105.000 вработени во администрација, 2016 година 130.000 вработени, 25.000 вработени за 10 години додека сте владееле вие. Од 2016 до 2022 година од 130.000 имаме 131.183. 1530 вработени во 5 години. Зошто? Затоа што се одржувал баланс и еден период меѓу 2016 и 2017 има намалување на бројот на администрацијата. Меѓутоа, само за јавноста, во сектор труд и социјална политика 2006 година имало 282 вработени, за 2016 година да има 1815 вработени. Знаете ли вие колку е ова, вие што сте вработувале? За 10 години 9 пати повеќе вработени во труд и социјала. Земјоделие 2006 470, 2016 896 вработени. Народниот правобранител во секој извештај ова ви го забележувал. Јавни предпријатија 8.800 2006, 17.000 2016. 3.000 2006 по општините, 5.300 2016. Дупла сте ги вработиле општините, сте ги превработиле, затоа и во општините нема место во секоја просторија, од 3 вработени, сега 6 има, нема кај да седат, столче нема за еден. Плюс 8.000 како волонтери или хонорарци до 2016 во влада, 34 нови институции од извештајот на Народен правобранител. Вие тогаш сте креирале и 4108 нови комисии имало во тоа време. Како ова ве молам ќе го прокоментирате? Благодарам. Контрреплика.